одредени мои колеги добија понуди од бугарски медиуми, од бугарски луѓе тука што работеа на агитирање, на ширење пропаганда и така натаму, добија понуди да работат за нив. Понудите беа финансиски поисплатливи од тоа што во моментот тие го добиваа како надоместок за својот труд, но она што беше пофасцинантно е што бугарите нудеа дупло поголеми хонорари за луѓето кои што се блиски до СДСМ. Затоа и не ме чуди денеска одредени настапи на одредени луѓе. Двојно беа поголеми, можеби и тројно за некои луѓе, парите кои што ги даваа бугарските луѓе тука кои што работеа на агитација и пропаганда. Имаш информација дека некој Јас точно и знам кој преговара, за кои суми преговара, и знам и колегите кои што ги одбија таквите понуди и таквите предлози. Дури јас бев горда на моите колеги, кога дојдоа и сами ми кажа, слушај, дојдоа, ни нудеа пари да работиме и тоа екстра хонорарно за нивните портали и ги одбивме. Бар тројца мои колеги можат да го посведочат ова. Браво. Зашто јас бев навистина горда, бидејќи не секогаш се парите главниот мотив каде што луѓето треба да се налепат дали ќе работат или нема да работат. Понекогаш принципиелноста и да се биде на вистинската страна на историјата се многу поважни работи отколку хонорарот.